Почитувани гледачи, добра вечер. Ова е отворено студио на ТВ Нова, емисијата Осило, со мене Сотир Костов. Да, токму така, по втор пат со вас. Осилото вечерва ќе почне да каса, од причини што гасот со кој грците сакат да ни направат интелектуален, културен, историски геноцид е веќе пуштен и ние мораме да наоѓаме против отров. Во Осило ќе зборуваме за Македонија, за одбраната на Македонија, одбраната на името, идентитетот, историјата, културата, традицијата. Ќе збориме за Македонија која е прославена од Александар Македонски, Македонија која е осветена од апостол Павле, облагородена од светите браќа Кирил и Методи, обединета од славниот цар Самуил. Ќе збориме за Македонија бранета од храбриот Добромир Стрес, обесмртена од Марко Крале, облејана со крвта на илинденците, комитите, војводите, втемелена со Илинден и Крушевската република, ослободена од партизаните. Ќе збориме за Македонија пресоздадена одасно, потврдена на референдумот од 1991 година, Уставото и декларациите за независност, суверенитет и меѓународното признавање. Токму оваа Македонија е нападната со договорот склучен помеѓу Грција и Македонија, договорот со кој Република Македонија, уставното име на Република Македонија е преименувано во Република Северна Македонија. Како што реков, тоа е културен, идентитетски геноцид и мислам дека не смееме да го дозволиме. Имам чест вечер со мене да се двојца прекрасни луѓе со кои ќе истражуваме, анализираме, дебатираме, спориме, може би и оспоруваме. Со мене вечерва е господинот Александар Русјаков, ние си го велиме Алек, и вие знаете, јас имам пракса, моите гости да ги представувам со мисли кажани или зборови изречени од луѓе кои не се присутни овде, но ги познаваат. За него една господја ќе каже голем македонец, а друга господја ќе каже живее, ќе напише во една книга од 2015 година, живее, се влюбува и работи во Скопје. Иако сака да живее и да се влюбува и да работи некаде покрај Преспанското езеро. Првата господја е Маја Иванова, сопругата на председателот Ѓорги Иванов, а втората господја е Ана Јовковска, автор на една прекрасна книга во која има безброј интервјуа на видни личности токму на темата Македонија, македонската култура, историја и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. И добро ни дојде. Добро веднага. Вториот мој гостин е човек кој најавува дека ќе направи една прекрасна партија. Значи, Се прави. да, ме поправа, се прави. Човек кој многу луѓе се плашат од неговиот настап на телевизиите, бидејќи јас го имам наречено човек информација. Човек кој на секој излегување дава нови информации и за некои луѓе тоа се позитивни, за некои се негативни, за некои се компрометирачки, но сепак се засновани на факти и аргументи она што го информира и што го кажува. Со нас е популарниот Љупчо Палевски, ние си го велиме Палчо. Да. И него ќе се обидам да го представам преку еден културен деец, уметник, кој за него така еден многу мало есеј ми напиша. Љупчо Палевски е еден од највлијателните проследувачи, аналитичари и воедно прогнозери на локалната и светската реал политика. За ваков висок дострел, за кој сведочи и големата доверба и читаност на неговите пораки и коментари, потребни се не само голема политичка емпирија и темелна информираност, туку и еден вид интуиција со која точно се насетуваат општествените состојби што надоаѓаат. Палевски изненадува, напати шокира, со своите по стил слични, назени изреките текстови, напати сублимирани и кодирани, никогаш експресивни и безкомпромисни, но секогаш точни и добро втемелени во реалноста. Храбноста во сето ова е круцијален фактор. Тој не е само аналитичар и визионер, туку и активист
и лидер на политичка партија во основање, која треба да внесе еден сосема нов квалитет во политичкиот живот на Република Македонија. Ова е... Вие сте шокирани, но еве да кажеме, автор на овај мини есеј е почитуваниот академски сликар Александар Станковски. Добро вечер и затоа господине Палчо. Вечерва, ево, мене на првата емисија ми предложија да бидеме на ти, бидејќи сме познати, Македонија е мала и се надевам дека ќе се согласите. Што се случува со Македонија? Да почнеме со господинот Русјаков. Па веројатно ја затвараат приказната. Се одлучиле дека е токму сега моментот да го затворат македонското прашање, она што мисле дека 913 го завршиле. Зборувам за големите светски сили, на кои што сега им се придадени Соединетите Американски држави, тогаш едноставно немаа влијание, си ја гледаа својата работа, после станаа империја, нова римска империја и сега го превземаа она што го предводеше Британската империја. 913 година беше моментот да се ликвидира постојањето на Македонија, македонското прашање и македонците. Треба огромни анализи да се прават за тоа зошто токму македонците сакаат да ги снема, веројатно затоа што јонака се бикаат во грчка вреќа. Значи за да се јонака ја имаат лажирано целата историја, тоа стотици научници го имаат потврдено. Но Македонија не им се оствари планот, Македонија се врати, Македонија се крена еднаш, два пати и конечно Македонија стана независна држава, иако имаше свој суверенитет во склоп на Југославија и конечно окторираа власт која може повторно да го оствари она што го имаат наумено. Со тоа што го направија во неколку чекори го имаат смислено. Јас тоа го викам војна, окупација, терор, ликвидација. Под војна мислам на специјалната војна што почна 2014 година, затоа што и специјалната војна е војна во учебниците врз Македонија. Окупација со создавање окторирана власт која што нема легитимитет. Преку терор кој што ќе почне сега, јас најавив пред известно време точно са бајлето го пишав постот дека бидејќи ова е цијашка структура, така и ќе функционираат цијашките структури, најдобро се гледаат во јужноамериканските диктатури. Најавив дека така ќе биде, вечерта се случи Солзавецот, гумените крушуми, полицијата која лаже дека била тепана и така натаму, така што тоа е теророт кој што очекувам да се засили на секој ниво и тоа да биде тотално отворен терор како во јужноамериканските диктатури, кој што ќе биде на кој што ќе се прават слепи лажните борци за демократија и последната цел е ликвидација на Македонија, нели да се спроведе овој психопатски договор што го потпиша окторираниот премиер. Палчо, можно ли е ова власт за година дена да сруши се што е изградено за неполни 27 години, а не е малку? Македонија стана независна, слободна, суверена држава, имаше своји подеми, своји падови, но сепак екзистираше како суверена држава со име Република Македонија, со свој идентитет од искона Македонија, македонци. Еве со договорот се наговестува дека ќе станеме некаква си Северна Република Македонија или Република Северна Македонија, Северно македонци и така натаму. Кој е твоето размислување и коментар за ова? Не е ни тоа перцепција. Перцепцијата е следна. Они во година ден изработија административни процедури и направија хартии, на хартиите стаени намерите. Во оваа цела несреќа има и добра работа, што конечно веќе неодбранливо не може ниту еден комшија, посебно бугарите, грците, за албанците не сакам тоа подоцна ќе кажам, а веќе не може да кажа дека тоа е инцидент на господинот Божидар Димитров, дека тоа е инцидент непромислена изјава на господинот министар за одбрана, каже го од Русе, како се викаше, на Брнада Каракачанов. Денеска имаме написмено веќе еден договор во кој точно е специфицирано, објаснета, потпишана во членови намера на бугарската држава и незиниот став или незината добронамерност кон македонскиот народ, кон македонската држава. Истото и со Грција е сега, дури сега почнуваат големите борби, бидејќи тоа е намерата која за жал е прифатена од една номенклатура на Социјалдемократски сојуз, е само бренд, тоа нема везе со социјалдемократија или со некоја постара структура, кај што сум ја членувал активно до 2000-та. Значи сега и си најдоа домашна почва, една структура поставена од калето, тоа е со Deep State,
или од неолибералниот глобалистичкиот дел на американската политика, бидејќи сега во моментов тамо се на власт во компромис со таа иста Deep State американски националисти, патриоти, кој што е Трамп. За разлика од еден Болтон кој сега влезе, тој компромис со Deep State. И сега што се случува со нас малите, а старите и многу големи македонци? Се случува што во тој компромис глобален и геостратешко померање, посебно на Балканот, нели затварање на западно-балканско прашање, се вклучува на што Русјагов кажа, комшиите како одработувачи на тој регионален или глобалистички проект бараат услуга. Услугата е да не нема. И едноставно и целиот регион работи против нас, и Србија, и Тирана, и сега некој злобен ќе каже да, цел свет е против нас и така натаму, да, ја најодговорно тврдам дека регионот во целост е против нас. Дури и една Србија, па дури и Русија не дава помош, не смее да даде помош, ја разбирам, има гужва, посебно во нејзината непосредна близина убиваат нивни руси, им поне Бандера им плячка цркви и така натаму. Оставени се сами, ама македонецот сега го да нападнат е тотално свесен, сега сите све знаеме, не треба да учиме ништо, све видовме. Видовме и договор за име, видовме договор за историја, видовме договор за култура. Дури и најнеукиот човек ја виде бугарската политика кон македонскиот народ. Најнеукиот човек кој цел ден за екзистенција за 10.000 денара се бори да прехрани семејство, не треба веќе ништо да го учиме, да му објаснуваме, ја виде и грчката намера ставена на 20 страници договор. Значи, веќе лелекање треба да се престане, намерите се тие стајани на хартија, ја видовме и петата колона, тоа не е неокласични квислинзи се, тоа не е ни пета колона во функција на странски интереси, и денеска македонецот е 100 пати попаметен од пред 3 години, точно ги знаеме сите непријатели, точно знаеме и кои роднини што ни доаѓале дома, ајде живели, биле комити, комунисти, вакви, такви, сме биле многу блиски, денеска истиот човек те гледа во очите и вика, па што ако не сум македонец, пример. Тоа големо национално освестување, пребројување и оваа емоција сега што се раѓа е клучна за стварање нов македонизам, без никакво откажување од минатото, од историјата, без откажување и од антиката. Меѓутоа, никогаш не треба антиката како до сега да се употребува во дведневна политика да се вулгаризира. Ние ја газиме таа земја Македонија, ние сме директни родени од гледани овдека, геносот е сосема известно, тоа е веќе денеска техничко прашање за геносот на една маса да се утврди и очигледно дека тоа нив многу ги боли, многу ги плаши. Континуитетот на Македонија, јас и у Охрид кога се видовме кажав дека сите без разлика словенот дали е од овдека на кај Москва или у обратен смер се движел, небитно. Тоа што некои неуки политичари и премиери подосна кажуваат 300 вицови со цевки Дунав и така натаму, тоа е неважно. Немало цевки Дунав, толку се неуки што не знаат дека на сливот на Дунав у Црно море тамо се проаѓало и илјадници години и римјаните тамо проаѓале пешки и таа е таа врата голема преку кои се случувале миграциите. Ние на оваа парче земја сме суверени владари, тука сме родени, целата наша историја е тука и големо освестување, мислам дека помалце и се радувам на оваа болка, која е колективна. Прелесно добивме држава со преговори Аџич и Киро Глигоров и ние ја перципиравме Македонија кој еден консензус, нели, дека сите сме македонци и живееме во иста држава, го перципиравме како маргаринче на лепче. Знаеш, не многу лесно свет добивме. Да. И едноставно бевме невнимателни, бевме нечестни кон Република Македонија. Тој консензус секој ден ни стана рутина, а не патриотизам. Значи, национализмот не смее да биде рутина. Тоа е секој ден. Татковината се сака со дела секој ден. Родолюбието е возвишена вредност, а кај нас луѓето што како родолюби да, воспитување и домашно и во училиште и надградба. Кај нас родолюбите, патриотите, како некој да сака да ги оцрни. Многу интересно во Америка. Сакате гледајте документарци, сакате филмови, сакате лично кои биле луѓе таму во Њујорк. Скитникот што нема леб да јаде е награден со американско знаме. Да. Кај нас идиоти мене ми викаат колку пари мене ми дала државата за да ја сакаме Македонија.
Добро, да. Апсурдно. Комплетно Радмила ме навреди дека сум со психоза. Кога сме... Али и таков сум позгоден од Радмила, со психоза. Вака, кога сме ке Ше многу Радмила... ружна, без разлика кога моќ има ружна како ноќ. Кога ја спомнавте Радмила, вака да кажеме дека Шекеринска, Да, бе, таа. дека имавме изворедно динамична и напната недела, најава за договор, па ни се склучи договор, не обезличија, не оскранавија, па протести на комитите, па роден ден на ВМРО ДПМН кој прерасна во протестен марш и така натаму, па немили сцени на протестите кај комитите вметнати, луѓе пак со качулки, феноменот качулки пак ни се случува. Тоа е удба. Па реагирање на полицијата, па повредени неделожни луѓе и така натаму. За Шекеринска би сакал да прочитам нешто. Ќе прочиташ само Да, што повели. кажам, и на шарената револуција имаше луѓе со качулки, па никој не правеше драма околу тоа. Ја не знам на кои протести немало 10 души со качулки. Така? Но овде беа конкретно вметнати, да не ги збориме, ги видовме тие. Да, со патики. Комитите си беа прекрсни. Не, ги видовме, тој прво крши ограда, демек е протестант, после стои со полицајците, па сега не сме да толку идиоти. Не сме глупи. Вака, во прва прилика сум напишал Радмила Шекерински Римско 1. Ке каже, зешто кога го осудувам насилството, особено врз новинари? Не можеш да ја сакаш Македонија и да ја брани со тоа што ќе тепаш граѓани на државата. Не можеш да ја сакаш Македонија и да им се закануваш на македонците. Шекеринска, која навадно ги брани македонците и новинарите. Радмила Шекеринска Римско 2. Сиве овие денови живееме под нивната психоза, дека чудо треба да се случи, дека народот е на улица, но народот не е на улица. На улица се повторно платени луѓе, замислете, платеници, кои, замислете, ги земаат парите и земаат сатисфакција во тоа што напаѓаат полиција. Шекеринска во случајот која го понижува и омаловажува народот. И сега треба да оставиме сами народот да одлучи или ајде вака. За да видиме наистина што се случи, вчера премиерот на една од телевизиите рече дека она модерно фейк ньюз било тепањето на народот. Ја молам режијата да го подготви првиот прилог со снимка од повредите на нашата пријателка Шиек, актерката Шиек, и да видиме дали е тоа фейк ньюз. Ве молам, дали сме спремни? Добро. Во моментот се наоѓаме во болница, каде што се наоѓа една од повредените од вчерашниот протест. Тоа е Арна Шијак, наша позната глумица. Ке може ли да ни кажеш што се случи вчера, кога беше пред собрание, како стигна до тука, како се повреди и како беше? Прво те молам да ги покажеш фармерките, да видиме дали ова е последица од реакција на Солзавец, кој што нашата почитувана Министерство за внатрешни работи вели дека според процедурите за забрана за влегување во собранието постапило по нивните стандарди и употребило случајно Солзавец. Јас би ги демантирала со конкретен доказ дека тоа не е така, туку беа испухани голем број на шоу-бомби, Солзавец, со дефинитивно последици кои што се видливи, и сепак би рекла дека ова не сме да се нарече, дека ние не сме народ, туку платеници под диагноза, туку ние бевме народ освестен и разбуден, кој што не ја губи ниту храброста, ниту одлучноста да превземе нешто и да си ја спаси оваа негова земја, што другите така гладко и лесно и радосно сакаат да ја ги набираат. Така што не бев единствена, тоа сакам да потенцирам. Доколку почитуваното МВР сметало дека работител на контрола, бидејќи протестот беше закажан да биде мирољубив, така, ако ги виде луѓето кои што би можеле евентуално да допринесат во создавањето немири, зашто не ги приведе? Бидејќи тие конкретно луѓе кои што, да речеме дека на некој начин учествувале во разгонувањето на страстите, за многу брзо време ги снема. Значи ние никакво предупредување од полицијата не добивме
дека ќе следува одделен напад или мина реакција по процедура. Значи, ние буквално бевме во жена парк. Жени, повозрасни луѓе, некои седеа на клупи, јас случајно стоев до клупата, кога шок бомба падна меѓу моите нозе. Значи, полицијата фрли шок бомби помеѓу луѓето, не на отворен простор. Апсолутно, значи дури извинете, мислам дека нема да сгрешам ако кажам дека беше намерно. Со цел да се предизвикаат повреди? Да се предизвикаат повреди, да се предизвика страх и веројатно декуражирање на народот да повторно го стори истото. Јас ви кажам, јас имам повреда. Ќе ги санирам и ќе ми биде подобро. И пак ќе сум со вас. Народот. Така е. Во моментот кога јас бев таму, приметив дека полицијата тргна со 2 окупни транспортера, така наречени хермелини, кон народот. Дали имаше некое предупредување, дали се обрати некој со мегафон да каже растргнете се, тргнете се, го расчистуваме просторот, да каже општо од полицијата, како што имало други случаеви, да речеме на утакмица или на други протести, каде што полицијата пред да реагира и пред да почне да го чисти просторот со сила, кажува било какво предупредување. Дали имаше такво нешто? Тоа тука беше апсолутно отсутно, дури и човек да се запраша дали тоа беше нашата официјална полиција. Бидејќи веќе фала на Бога кружат низ видеоуните, фотографии каде што можевме да забележиме како таа наша официјална полиција носи приватни фармерки и приватни патики. Јас извинувам, на тоа ми раѓа голем сомнеш. Во склоп на законот за полиција стои посебен дел каде што се забранува изричито дури и мешање на униформата кога се работи за полициски службеници. Значи тие полициски службеници мора да носат комплетна униформа и да се легитимираат дека се полициски службеници меѓу другото, но во случајов мораше да носат комплетна униформа. Веќе има ни социјалните мрежи слики на луѓе кои што се во полицискиот кордон, се со штитови и кациги, а сепак не се облечени во полициска униформа. Тоа е околу самата реакција на полицијата. Значи, одговорно тврдам, полицијата, во неговото да повторувам, официјално соопштение вели дека употребиле солзавец. А се обидуваше да не представи нас како агресивни напаѓачи, мислам, се извинувам, можете да видите од снимки од се, дека евентуално, значи се појавили со качулки. Тргнете ги, отстранете ги ако знаете дека представува опасност да се загрози мирниот и достоинствен протест, ме разбирате? Значи, малте некако некој да калкулирал со одредени ескалации и излагуваме. Ние не излагуваме таму случајно. Така е. Вчера ние да направи капитулација на нашата земја. Јас се извинувам што сите имаме fabricated storage minds и поосвестено гледаме на нештата. Нека не ни го замераат тоа. Нека се подготват. Кажете ми, дали додека бевте таму приметивте и некои други повредени, дали приметивте некоја конкретна акција на полицијата, затоа што веќе разговаравме со луѓе кои што тврдеа дека имаат употребено пендраци и сила и врз жени кои што биле, ете така да речем, турнати од толпата, значи без било каков обзир ни кон пол, ни кон возраст. Тоа е муабетот. Но нив им сметал свестениот македонец, кој што, за жал, повеќе го гледаме кај повозрасните луѓе. Младите сега гледаат светско првенство, кога би заменило барем еден час, еден ден од истото тоа конформистичко задоволство, би ставиле прст на чело со тоа што се случува реално. Како да ви кажам, ке сме на правиот пат, со посилен глас може да го артикулираме нештото. Вака, како да ви кажам, тажно е да се посвесни возрастни луѓе, отколку нашата потентна младина. Добро, ние сме жртви на хибридна војна и на специјална пропаганда, така да треба да го имаме и тоа на ум. Го имаме. И затоа и ги охрабрувам младите луѓе. Затоа и ги охрабрувам. Кажете ми, дали приметивте некои други повредени луѓе? Со мене, мојата цимрека во моментов не е тука бидејќи на приврска. Господјата седела на клупа кај шаторите, значи господја во години, седната на клупа со други жени, значи ова е конкретно таргетирана популација. Шок бомбата паѓа под клупата, за среќа некако го амортизира ударот да не биде пострашно и се подпалува, жената реално гори. Мези гори ногата и се подпалува облеката и гори главата. Присебна успева некако да го изгаси огнот, но има изгореници, смет, цигари во Истата просторија. болница. Да.
мојата рана, и чисто да им кажам, бидејќи сега е сабирана, не се гледа, јас добив шрапнели во двете подколеници, овде ми фали кожа, овде е дупката до коска, мислам, двете се до коска, но оваа беше малце позагадена со барутни честици и некои, ја не знам зашто ги пунат тие шок бомби, али тоа се некои ужасни, ружни паргали. Така што се надевам новата ми е добро изчистена, секоја чест за болничкиот персонал. Според условите кои што ете оваа недомакинска влада ги прави во последно време без никаков усет за образование, здравство и слично, секоја чест за духот на овие луѓе. Професионалци и одговорни и совесни. Како да ви кажам, вчера знаете колку грозно чувство беше? Бидејќи имаше повредени цивили, имаше повредени и полицајци кои што не беа со толку сериозни повреди, меѓутоа господинот Осман, Руфи Османи. Не, Кој? Бујар Османи. Бујар Османи дојде да си ги подкрепи надкрепи. Кој дојде нас освен така? Тоа сакам да кажам. Не се неке доживуваме министерката за одбрана, нас да не нарекува не народ, туку, како рече, со диагноза, мора да си темелно. Добро, би завршил тука со цел да не ви одзимам време од болничката посета и предпоставам дека сакате и да се заблагодарите на тие кои што ве донесоа. Најмногу од се срце, бидејќи кога се случи експлозијата, во моментот почувствував ужасна топлина, значи не бев, бидејќи беше веќе мрак, не бев добре свесна што се случи, најнаш ги гледам фамилија расцепени. Гледам прва рана, другата рана дзирка. Во еден момент веќе изгубив равнотежа, паднав, буквално паднав со завецот, веќе не можете да дишате, да препечат очите. Најднаш се случи едно момче Господ да го преживее. Го прашав подоцна, се вика Петар да си жив здрав. Тој ми помогна да се подкренам, да некако покуцам, се не можам да газам нога тогаш, пошто малку и може да стасаме да се засолниме. Ете, поздрав и до казино. До луѓето што беа таму, што ја повикаат да зате помош, до Јовица, уште еден младич. И ми се представено, поздрав и до неа, да сте живи млади луѓе. Фала. Добро. И уште двајца момци, да? Веројатно тоа беа другари на Петар, бидејќи да повика, брзата помош не може да стаса. За да стасаме до носилките, уште практично двајца момци примогна и ви благодарам на сите. Има луѓе. Се уште има луѓе. Фала на Бога. И луѓето мислам дека го спасат светот, а не роботите. Така е. Добро, ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе и потоа ќе видиме во истата борба заедно со нас за Македонија и за зачувување на она кое што ни го оставија нашите предци, нашето име. Така е. Никој нема мандат тоа да го промени, но ние имаме обврска тоа да го сочуваме. Така е. Само би рекол жално, трогателно, да не речам зверско постапување на поединци од полицијата. Не можеме цела полиција да ја обвиниме за насилство, но очигледно прекумерна употреба на сила. И сега вака, на нашата пријателка Шија ќе посекуваме добро здравје и брзо закрепнување и оздравување. Но господине Русјаков ви е прашал, не чув ја да не сум препуштил Сдруженијето на глумците, дали реагира некој друго сдружение, дали реагира за ова не постои. Се прифаќа исправката фейк ньюс, како што вели премиерот. Ова не е наместено, ова е реална повреда на недолжен човек, миролюбив човек, актер, уметник. Само вака прво не постои такво здружение, затоа што нели како повеќето уметници кај нас не може да се договорат околу ништо, ни самите глумци не се сакаат меѓу себе, но има неколку поенти сето ова, од кои што мислам неколку поенти што може да се извлечат. Прво, ако
Арна Шијак е платеник и под незината психоза живееме или не знам што, ја можам да кажам дека Радмила Шехеринска... Може би и терорист? А Радмила Шехеринска нема психа. Нека си провери што значи психа, како се преведува на македонски. Друга работа е, вакво нешто се случеше на платената шарена револуција, да им се случеше на некој од шарените хистерици вакво нешто, па јас мислам дека ќе имаше НАТО интервенција врз Македонија, ќе вриштеше пола Европа, тоа неолибералните нацисти и нивните медиуми ќе вреска. Сега глумците, пошто се како Ноеви, двајца, тројца дали кажаа нешто, го изразија својот револт, пошто се сите конформисти, баш ми е гајле што сме колеги, конформисти се за вакви работи, да се случеше, не дај Боже, на некој друг за време на шарената револуција, ви кажам дека ќе беше хорор, пискотници ќе се слушаа. Ама сега е штама, сега немало. Па октрирани премиер лаже, како што цел живот лаже, дека немало повредени. Дека немало, не, он не беше повреден на 27 април, тоа беше игра, маска. Ја го поздравив. Ја бев повреден со солзавец и го поздравив у клип. Значи, страшното е што очигледни лажговци се и Радмила и Заев, се случува насосто, не е само Арна во болница, има уште неколку жени со тешки повреди. Деца, стари луѓе. Има многу млади во нога погодени со гумени куршуми. Универзитетски професори. Покано е во нозде со гумени Така што куршуми. не лажат, јас знам дека светот ќе молчи, јас знам дека овде ќе има јужноамериканска Да, ама диктатура, Осило не јас знам молчи. дека се они спремни на сема, не им се плашим. Да. Не им се плашим. Пред Палчо да го прашам за очигледните тешки телесни поврези на Шијак нанесени, за стресот што го доживела и можела и многу повеќе да настрада, да не речем и нешто друго трагично да се случи. Палчо, дали бе некој пат, кога ќе почнеме да размислуваме, еве малку сега латински изрази, да подсетам homo res sacra, човекот е свето нешто. Homo sum, јас сум човек. Homo homini amicus est, човек на човека му е пријател, или за крај го оставих homo homini lupus est, човек на човека му е волк. Те молам твојот коментар за ова што го видовме и за овие свети убави мисли од минатото искажани за човекот. Вака, протестите, дали се психоза, што и да е, може да е македонска психоза, бидејќи првпат се случуваат протести кои не се ни ВМРО ни СДС. ВМРО и официјално кажува дека не поддржува протести. Во истиот ден кога мене не ме тепа, ама ме избомбардира со солзавец случајно, се угушив. Веги моите очи, последици има Да. со солзавец. Да, ја го поздравив Заев директно, така има доста 150.000 прегледи. Меѓутоа што е она што нив ги плаши. Значи позади овие протести има многу емоција, има народ, има неколку здруженија и така натаму, нели, Ана Бобинковска, СУМ и другите. Се собраа мали минорни, според нив минорни партии и така натаму, меѓутоа на толку малце народ, никаков психотичен и така натаму, на толку беззначајни политички субјекти и здруженија, хоп, имате гумени куршуми, имате солзавец, па имаше најмалце шок бомби, имаше негде околу 100 на видеото, може да ги изброиш. Лайв видео од Facebook. Паниката е следна. Значи, они сега мора да се справат за прв пат у македонска историја, кога веќе неколку месеци, година дена скоро, се акумулира една голема македонска емоција затоа што народот е оставен сам од чудното однесување на опозицијата. Да кажеме, ја некакви други ставови имам кај мене на профил, меѓутоа ја почитувам оваа емисија и ќе бидам нежен кон опозицијата. Во најмала рака е збунета, па да кажам и незрела е ДПМН, денеска покажува голема политичка незрелост, да ваква една емоција, ваква една енергија кога имаш оставен народ сам во моменти кога му менуваат име и идентитет и тоа најбрутално, административно се уште, не можат повеќе. И ти, како политички субјект со 20 кусур годишно искуство, на денот, на роѓенденот на ДПМН, да ти ги тепаат луѓето у градот кои се против промена на име и устав и се она, дури слично на нивниот став кој е малце збунувачки. Втор пат за година. Ти да не реагираш и барем ако ништо друго нека не искористи бе во негов, како протестанти, нека не искористи у негов политички бенефит.
Не за нас протестантите, него е он како, нели, главна, голема Ја дека нив опозицијска. политички бенефити ме само калето и толку. Па добро, ја ќе поентирам. Ти ми влезу. Извини. Ама ако бе контранапад ми направи дај гол. Добро, вака сега. Таму имаше луѓе што протестираа, имаше луѓе што перформанси правеа, тоа беа комитите, и се додека една провокација не се случи од еден политички лидер на една мала политичка партија, протестот беше добар. Но, да ве подсетам, таму имаше и луѓе што професионално ја обавуваа својата должност. Да. Новинари, камермани. Знаете ли дека и тие се повредени? Знаете ли дека и тие од полицијата се нападнати? Не, јас- Знаете ли дека и тие се затворени? Абе, диктатура, знаеш ли што е, нема информации. Телевизиите, мејнстрим телевизиите излегоа со информација дека народот го ја тепал полицијата. Да, ама Осило има информација, има и прилог. Значи, сега одиме со прилогот за камерманот и новинар, нашиот познаник и пријател од infomax.mk, од Македонско сонце, И еден Борис, мој другар и исто. да видиме, ја молам режијата да видиме и прилогот од него, па тој ќе ни покаже и некој корпус деликти. И мој другар Чиз исто го притворија. Ги држа у бекот. Не од страна на полицијата. Ја се извинам за гласов ми е од Сузавецот највеќе. Значи, тоа беше злоупотреба на службена положба и овластување од страна на Талетовиќ, мислам дека му беше името на офицерот фактички на полицијата, кој што сакаше да се живува, да ги избришам јас некои снимки, поточно да избришам една снимка која што му бодеше очи, а тоа беше снимката кога полицаец исфрла сузавец, значи тоа е овој сузавец, кој што е недозволив, значи со меѓународни закони се рачуна за хемиско оружје, беше испален непрофесионално од полицаецот и затоа ми привлече внимание за да го уснима. Леташе чаурата, удри во прозорот во болницата и собата или дали беше ходник, не знам, се од таа страна како е, се наполни со чад. Со што чаурата падна надвор, се гледа и на другите снимки од камерите, дури и на полициските камери се гледа. И имаше евакуација на пациентите. Затоа што сузавецот како хемиско оружје предизвикува влијае на нервниот систем, плюс на очите и на дишните патишта. Значи, кашнање, солзење на очите, нервоза, адреналинот се покачува. И јас тоа го снимав. Ме виде, но најверојатно беше командир на акцијата или не знам што бил. Ме повика многу дрско, многу безобразно. Ми кажуваше дали сум знаел дека не смеам да ги снимам полициските службеници, пошто јас му објаснував дека смеам да ги снимам, затоа што и по тој внатре полициски, внатре воен правилник, го знам, пошто повеќе од 50% од пријателите ми се полицајци, пишува дека, точно по членови, мислам дека ќе ги промашам членовите, вака ќе ги кажам, во мирнодопски услови не е добро и не смеам да го снимам полицајецот, полицискиот службеник или војник во лице. Значи, да му се гледа лицето. Не смеам да снимам полициско возило или воено возило со регистарската табличка. Можем од страна, доколку нема полициски службеник или војник во возилото. Но во случај на вонредна ситуација како што беше ова, значи протести, митинзи, каде што има нарушување на јавен ред и мир, во тој случај, во истиот тој правилник пишува дека медиумските сниматели мораат, значи пишува дека мораат да снимаат се и полициски службеници и демонстранти, поточно сите учесници во настап. Заради можноста судот по завршувањето на ситуацијата да побара снимки од снимателот за утврдување на идентитетот. На идентитет или за, како се вика,
од учесниците. Бидејќи и кај полицајците може да има лажен полицаец, значи да облече некои униформи, да демеке полицаеца да прави проблем, може да има саботер, да не ги почитува наредбите, па да прави други. Може да има провокатор, како што имаше. Имаме снимки за тоа каде што полициски службеник буквално без никаква потреба, причина, фрла со бекатон кон двајца луѓе кои што буквално мирно седат со скрстени раце, дури не ни викаат, и он буквално се гледа дека оди, зима бекатон плочка и фрла кон нив. Но да не збориме, тоа се надевам дека ќе ме повикате во емисија, каде што би можел да ви ги покажам тие некои ситници кои што лично ги приметив, за кои што мислам дека е баш исценирано действие на полицијата, без причина и повод. На што, еве да се вратиме на мојот случај, побара, која му го објаснив сето тоа, виде дека ги знам правата и правилата, се изнервира и побара од мене да му ја дадам камерата. Викам се, да ти ја дадам камерата, тоа е исто, викам, како јас да ви го побарам пиштолот. Јас во таа камера, пошто дента бев и во Преспа, значи кога се подпишуваше тоа што се подпишуваше, бев во Битола на митингот на опозицијата и дојдов во Скопје да го снимам овој митинг. И ако му ја дадев јас камерата, тоа е исто како он мене да ми го дал пиштолот и да, ако ми ги брише клиповите, исто кај да му ги вадам куршумите. Не било ништо да ја информирам јавноста од тоа што се случувала денде. На што му реков дека јас камерата, попрво душата ќе ми ја земе, него камерата да ми ја земе. На тоа он дрско одговори, води го во комбе, што двајцата полицајци се зачудија на таквата команда. Знаеш, баш застана онака. И онака дрско, води го. Ме фатија луѓето, не ме фатија, она да ме влечат, да ме тегнат, него баш она мора по протокол заради наредбата. Значи, најнормално, на што јас почнав нормално да се опирам, пошто и они немаат, без разлика што е протоколот, таков и без разлика што не беа груби со мене, немаат право да ме... Јас барем така си мислев, баш кај бев под многу голем адреналин, пошто многу вдишав од сузавецот. И на одење кон комбето, видео колегите дека ме водат, дојдоа, застанавме повторно, луѓето застана, значи не ме внесува во комбе. Застана, најверојатно и они очекуваа дека началникот ќе се предомисли или било што. На што началникот почна повторно да објаснува, дури да се расправа со колегите, и во еден момент ми дојде физички, значи онака насилнички, дај ми ја камерата и да ми ја зграби камерата. Со што дојде буквално до борење. Викам, не ја давам камерата, па не знам што е, треба му убие за да ми ја земе камерата. Во тоа кошкање, во тоа буткање, кога ме доведоа до комбето, најверојатно има договор. Или не знам, не сакам за тоа да правам ова, знам дека имаше буткање и во еден момент буквално слушнав онака како електрична палка со струја што има варници. Онака, осетив мала струја на раката, а неко може сум се удрил на лактото на кој што има. Влегов натре, во возилото и ме однесо во автокоманда. За неполни 15 минути ме ослободија со тоа што и таму исто се легитимирав, лична карта, пресовите и онака цело време беа тука. Значи пресот Инфомакс, дека сум репортер и новинар, прес од телевизија Сонце, дека сум снимател во телевизија Сонце, значи технички персонал, и од ЗНМ официјалната картичка им ја дадов, плюс личната карта. Значи повеќе идентификација, не знам уште пасошот, не им го дадев. Утврдија овакво и као се извинуваме што бевме такви груби, и се извини тој раководителот на смена, пошто
као ми рече, нема ништо да биде овакво, вика само ќе пишеме дека е утврдување на идентитет. Знаеш, во ред викам, тоа си е нормална работа, дека дори и да се покаже лична карта на полицаец, он има право да приведе за да утврди идентитет. На што, после тоа, потпаролот на МВР Тони даде изјава за Сител дека јас не сум сакал да се идентификувам со лична карта. Не со легитимацијата, со пресод, него со лична карта. Ни еднашка во почетокот не ми беше побарана лична карта. Ни еднаш. Да ми беше побарана лична карта, сигурно немаше да ми каже, бе, дај ми ја камерата. Тоа се слуша на сите снимки. Него ќе кажеш, бе, дај ми ја личната карта. Така да, после сето тоа, си отидов нормално на лекар, да се проверам, каде што ми констатира висок притисок, 170-110. Веќе тргнав да, мислам, имам закажано на кардиологија за да ми провера зашто е толку висок притисокот. Имам главоболки се уште. Така да нема да остане нова, ќе си покренаме плюс тужби, плюс реакциите се во буквална смисла во цел свет. Значи реагираат и американците, и русите, и европјаните, буквално сите, за таквото непрофесионално, дрско, безобразно, буквално, дури ни во Северна Кореја, да ми прости и Северна Кореја што го споредувам со нив, значи дури ни удба на времето не ја апсеше на тој начин. И со такви методи. Како новинар ги имав информациите дека ќе се случи сето тоа. Ги имав информациите дури на снимката од МВР се гледа, од камерата од бандерата. Оние кои што фактички во комитите кои што ги прават инцидентите, демек насилните демонстранти, дека се буквално уфрлени. Затоа што нивните движења, покретите кон полицијата се исти како на показните вежби кои што беа презентирани, и тоа не така одамна, пред 4-5 месеци имаше показна вежба, ми се чини, каде што имаше разбивање на толпа и така натаму. Значи, истите покрети од вежбата. На истиот начин со стап да се допира само штитот. Значи, демонстрант, ако веќе го прави тоа, има дечки, например, што беа изреволтирани или што влегува во филм дека они ќе се тепаат со полиција, како реагираат тие, а како реагира овие 6. Значи, тој реагираше со тоа што фрлаше шише кон полицијата, идеше да ја тргне оградата кон полицијата, додека овие 6 ја влечеа оградата надвор од полицијата, за да може полицијата полесно да делува кон луѓето. Мојот уредник од Инфомакс контактирал со Селмани, некои од колегите исто контактирале со Селмани, кажале што кажале, не знам дали Селмани издействувал да бидам толку брзо отпуштен или уредников мој, затоа што мојот уредник знам дека многу и врски има и контакти. Знам дека утре дента го барав Селмани 3 пати, не ми се јави. Најверојатно бил зафатен, не знам. Со Љупчо Златев, исто на него, он побара да му давам изјава, каде што исто се извинив и на амбасадорот за лошите зборови кои што ги кажав тогаш. И го снимивме прилогот пред клубот на новинари. Затоа што таму и го чекав Селмани, за да можам лично да му кажам што точно се случи и зошто бев увапсен. Но немав никаков контакт од никого. Единствено во тој прв момент се покаже Љупчо Златев како најдобар колега да ми земе изјава. Еве не повторно во судијето. Добро, Алек, преска, дали ме фати на препод, ми рече, не постои тако здружение. Ами што правиме сега, се работи за новинар, за камерман, 2 во 1. Јас само знам 3 здруженија на новинари, знам едно здружение на камермани, ја препуштив дека некој реагира.
Што правиме сега? Ќе Не правиме постои медиумски такво мрак, здружение, зошто? тоа не се здруженија Нашиот на новинари, пријател- тоа се здруженија за поддршка на оние кои што даваат многу пари. И сега како ќе, знаеш, кој ќе даде многу пари, таква е вистината. Тоа е во колумната шутре треба да ми излезе. Да. Кажувам еден пример, значи не е таа саботна, тоа е една друга колумна. Им кажувам на Европска унија и се обраќам да им кажам дека сега кога ќе влеземе таму треба да спремат, да ги спремат своите дандачни обврзници и своите фондови, се дека треба многу пари да ни дадат и набројувам кои све пари треба да земе и очекува овде. И викам новинари, нели, со многу пари ќе ја донесете слободата на медиуми, затоа што ако не донесете многу пари, може Русо да донесе пари. Е така, не постојат здруженија, никој не објави. Да. Никој нема да објави, нити за Арна, нити за... Сега ќе почнат да Да не отидоа сите во власта, па нема кој сега сега да ќе почнат да ликвидираат луѓе, пак нема да објавуваат медиумите. Значи, кога ќе кажам диктатура, диктатура е. Ова е диктатура. Она Значи, сум ја претходно погодил не беше. името на диктатура. емисијата Обид за убиство на Македонија. Палчо ми го даде тоа име. Па Палчо, твојот коментар за повредите на и спречувањето, апсењето на новинарот и камерман Борис Стојковиќ. И видите сега што е лицемерието. МВР излегува со соопштение и вака вели: поради одбивање да се легитимира е приведен апсен, а тој истовремено има беч на две редакции за кои дава услуги новинарски и камермански. Сите го видовме тоа, ја види сега какво контрадикторно соопштение. Па се враќам Твојот пак коментар? јас. Мојот коментар се враќам пак на почеток. Значи ова е чиста македонска емоција и ова е револт. И тој револт ни една политичка партија не го организира, што значи не може ни да го контролира. Стравот од секој режим, оваков, значи една структура како преправајќи се дека е некаква политичка партија, тоа не е политичка партија, него класична глобалистичка структура поставена во Република Македонија, во владата на Република Македонија, и сега на уценета опозиција која е супер конструктивна, се појавува одеднаш нешто што во проектот на Бели го нема. А тоа се вика реакција и македонска емоција и собир. Дали си 1000, 2000, 3000, многу се повеќе и многу се поискрени. Многу повеќе беа сокомитите. Така е. Десетини илјади и повеќе. Така е, меѓутоа у сите варијанти е повеќе отколку на митрополит Теодосија Гологанов пред СЈО, кога се бранеше СЈО. Таму имаше и по 500 и по 300 луѓе, да. се правеше фестивал и сега не треба нас да не чуди што оваа од платена глобалистичка мрежа овдека направена од медиуми, да кажеме Васко Попетревски 2 милиони евра за година дена, од USAID за не знам за 360 степени и така натаму се работи за сериозни пари кои се истурени у Република Македонија во сите редакции. И затоа имаш денеска еден Дзинго, штитејќи ги своите тендери, направи помија од Сител. Еден Стојменов, штитејќи ги своите бизниси, направи помија од Канал 5. И не треба да ве чуди што нас ке не тепаат, они нема да објавуваат. На социјалните мрежи изгуби утакмицата, бидејќи на социјалните мрежи имате свој профил, тоа не е ничива политика. И тука веќе е 80-20 за нас, за обесправените. Да. Они ќе бидат уште побрутални, Да. а тоа јас као македонец и опозиционер на опозицијата и на сите опозиција, за мене е тоа доказ дека сме управо и дека треба да продолжиме. Ама не, и да се брутални, што мисла дека ќе постигне на тебе? Добро, пола ќе ги исплаша на другата половина. Ќе станат уште поагресивни. Ама што? Како мене ќе ме исплашат, за кој што му се восхитувам на Гоце Делчев, за кого што нели бруталноста не го плашела, у исто време сум православен христијанин, верувам во Христос Господ, кој што ми кажува дека страданието е добро. И како ко мене ќе ме исплашат? Ама тој не го правил македонец овој проект. Ова го прави не македонец контра македонец. Ама го спроведуваат македонци. Не се македонци. Зашто мислите? Стари, Радмила не се не е македонци. православен албанец, е Радмила Шекеринска. Кој е македонец? Зоран Заев не е македонец. Ова прв пат го слушам ова. Ама да видам бебе, ај уште Затечен еднаш. сум. Ева ќе Затечен повторувам, Радмила Шекеринска е шкрет од Горна Белица, трала, може да тужи, не е битно. Не може да тужи, пошто тоа е вистина. Ја не сум против нејзиното потекло, меѓутоа сум против нејзиното однесување. Радмила Шекеринска е идеолошки неписмен човек. Она е одлична структура, нешто што Груевски произведуваше во ДПМН, Бранко Црвенковски произведе во СДС, као што Груевски направи еден Нино, кој сега е негде индиспониран бивш министер, не е на
не се бори за одбрана на Македонија, така и еден куп социјалдемократи се произведени од Бранко Тоа е Црвенковски. формулата толку долго се задржи во политиката, прво на СДС, а потоа и кога се на И власт пона никогаш не е прва, Македонија. види, напред експониран е Зоран Заев. Значи, народов не Радмила из Куба ја фрлија на страна, а се пуштија на 27 по Зоран Заев. Омразата и фокусот на омразата на македонскиот народ за промена на име е точно кон Зоран Заев, не кон Радмила Шекеринска. Радмила прави од време на време провокации и ова што го кажа за психозата, мислам дека е глупост. Немој да мислите она дека е многу концентрирана, па секогаш кажува паметни работи. Тоа беше низина глупост и една општа навреда на незадоволен народ. Да. Го спомнавте промената на името, се враќаме кон договорот. Во една реченица, која асоциација ви доаѓа за овој договор? Што би рекле за договорот? Со кој ни го сменија името од Република Или Македонија? предавство за бришење на Македонија? Добро. Палчо? Убиство на македонскиот народ. Нов Букурешки договор е тоа. Само што овој пат сакаат, мисла дека ќе го... Ова е, мислам, и Не, поостар од Македонија. Букурешкиот. Ова Македонија е ја поостар. моделираат. Народот го убиваат. Административно во секој смисол. Јазик, име, идентитет, Да. све. Државата и северна, утре ден доаѓам јас на власт, многу сум силен, викам, дечки, не ми се свиѓа северна, и е македонска Македонија. Многу сум силен. Меѓутоа, народот го оставаш со дупка историска и крајна дупка на идентитет. Не може да имаш прекин во идентитет. Прекинот не... Држава може да има прекин, окупирано си. А они упорно Нападнат. тераат пропаганда сега дека Идентитет не. идентитетот е зачуван во договорот. Не, точно. најопасно идентитетот не смее да има прекин. Држава може, идентитет не. Да. И па видите Тука е вака, ударот, на идентитетот е ударот. кога сме кај идентитетот, па што мислиме ние? Па зошто првиот граѓанин на Република Македонија, председателот Ѓорги Иванов, така реагира, се спротивставува, па тој не е неук човек, па тој е универзитетски професор, па тој книги на таа тема има пишувано и сега некој не му подметнува таков договор, би рекол кукавичко јајце, кој тој со индигнација и многу одлучно го одбива, но видите бумеранг што му враќаат, му се закануваат со импичмент. Но, Народен видиме герој ќе реакцијата на диаспората, на дел од диаспората, за храброста на Дај Боже да господинот направат импичмент. Ѓорге. Јас сум одмah. Не, тој им одговори. Повелете. Ама тоа е добро во напред. составете Прво ќе биде жртва. бројка за Второ, импичмент. јас сметам дека ако тоа се случи, тогаш шансите ова свет да од ВМРО да изгори тамо со се шампитане и Ѓорѓе Иванов да биде председател на ВМРО ДПМН. Добро. И Не тоа знам, членството ќе го направи, биди сигурен. Членството Ајде да видиме на ДПМН, обичниот ја народ не сум што ДПМН, кажува ама за знам човекот дека довде. Што го брани името Република Македонија. Режија, ве молам, доколку сме спремни да пуштиме клипот за нашите сограѓани од Швајцарија. Моето име е Ацо Георгиев, председателе. Во овие тешки моменти со вас сме. Господ да ве чува. Моето име е Гавришане Цилија. Мистер Президент, татко ми стално ве споменува и јас ве поддржувам. А моето име е Даница Мицева, председателе. Ја имате мојата поддршка, издржите, председателе. Јас сум Тасев Павле, Господ да ве чува председателе, да ве вечно име. Амин. Јас сум Сава Ќосева, председателот те поддржува на цела Македонија со тебе. Ја сум Виолета Мајин, председателе. Ја имате мојата потпуна поддршка. Издржите, председателе. Моето име е Маријан Цветковиќ. Издржите, председателе. Секој е чест. Македонскиот народ е со вас. Амин. Спасов Тодес, викам јас, иначе сум 30 години во Швајцарија. На председателот му пожелам здравје, Господ да му даде здравје, биркет, кесмет и да стоја зад Македонијот и ние сме македонци, таа е наша Македонија и не ја даваме на никој, за никоја цел. Јас се викам Елизабета и сум од Швајцарија. Председателе, ја имате мојата поддршка, издржете, председателе. Јас се викам Пирчо Трајков, издржите, председателе. Секој чест, македонскиот народ е со вас. Амин. Јас се викам Соларов Ванчо, председателе, имате мојата поддршка, издржите, председателе. Моето име е Галина Јанева. Не сте сами, председателе, со вас е македонскиот народ. Моето име е Соларов Филип, мистер президент, голем лайк. Моето име е Љаме Спасов, председателе, и јас се приклучувам кон вашата поддршка. Моето име е Сашо Митровиќ, издржите, председателе. Секоја чест, македонскиот народ е со вас. Амин.
Јас се викам Тасев Павле, Господ да ве чува и председател да ве вечно името. Амин. Јас сум Трајчо Митров, на времена работа во Швајцарија. Од оваа убава европска земја сакам да изразам голема поддршка, безрезервна поддршка до нашиот председател во истрајноста, за да ја докаже и за да ја зачува македонската еднина и македонскиот непокор. Поздрав председателе, издржите уште еднаш. Почитувани гледачи, видовме како нашите сонародници од Швајцарија, македонци, размислуваат за бранителот на името Република Македонија и идентитетот на Република Македонија од нашиот ценет председател Ѓорѓе Иванов. Вака сега, за да на нашите гледачи, на нашата емисија Осило и биде појасно, јас ќе се потрудам малку визуелно да кажам што нашите сограѓани од Швајцарија и цела диаспора бранат, а всушност го охрабруваат председателот да го брани. Со договорот со кој ни е изменет името, председателот брани одлуките на првото заседание на АСНОМ. Книжулево што ми е во рака го имам од 1984 година, некој вид фетишист сум, книги собирам и овде се сите свети одлуки за темелите на Република Македонија кога е создадена. Овде се повиците до браќата албанци, до сите останати, да не ги напоменувам, делови, тоест стручно кажано малцинства што живеат во Македонија, да заеднички се гради Република Македонија и се изгради. Тие повикуваат председателот да го брани Крушевскиот манифест. Ова книжиле го имам од 1983 година и во него е Крушевскиот манифест, во него е повикот до сите македонци кога тога живееле во Република Македонија да сплотини се дигнат против турците и да бидат ослободени. Овде е повикот и до албанците, и до турците, и до ромите, и до сите останати. И пазете, од тогаш Македонија била мултиетничка, а сега некој ни кажува дека ние сме мултиетничка и мора некои одлуки да бидат на АСНОМ, што се содржани некои формулации во преамбулата на Уставот, да биле ублажени, бидејќи тоа Грција мислела дека е иредентизам и шовинизам. Не, тоа не е така и на крајот ова е книга печатена 1946 година за македонските работи од Крсте Петков Мисирков. Фактички книгата темелник кога комитите, војводите и Елинденската епопеја и востание со револуција ја граделе, се обиделе да направат првата република на Балканот, тој со мисла ја втемелил. Тврдам, ова книга не е целосно изучена, ова книга треба од социолошка гледна точка да биде изучувана, политиколошка, правна и така натаму. Во следните емисии тоа и ќе го направиме и председателот најнакрај ги брани Уставот на Република Македонија и трите декларации со кои е создадена Република Македонија, а тоа е Декларацијата за сувереност, независност и меѓународно признавање на Република Македонија. И сега, како да му веруваме на господинот Заев кога вели дека тој ни дал тапија на Република Македонија? Па тапиите се од пред 100-150 години вградени, а да не дадени и да не одам подалеку. Впрочем, мислам, грците не го зимат мурот на тапијата. Ве молам ваш коментар. Русјаков, повелете. Сега, значи не само што во право е Љупчо, не само што е обид за убиство на Македонија, туку е злосторничко здружување за обид за убиство на Македонија. Така што све што направија до сега е противуставно и противзаконско. Тоа што Европската Унија, НАТО алијансата, не знам, Американската амбасада се прават луди и честитаат, поддржуваат и викаат браво, сето тоа е
за момент за на телевизија, они утре ќе го забораат тоа. Но уставот и законот на Република Македонија кажуваат дека се што е до сега направено од кога се дојдени СДСМ на власт, од кога се октруирани, се извинувам, се е кривично дело и се е злосторничко здружување. Че они можат од 27-ми, од Талјат. Да, од 27-ми. Они можат да затвараат уметници, да тероризираат луѓе, да малтретираат. Сега можат слободно, пошто се веќе официјално јужна американска диктатура, можат да ги отворат оние затвори, кај што измачуваат, прават. Но вистината не може да ја скријат, никој не успел никогаш да ја скрие вистината. Сам Хитлер, кога го почнал геноцидот врз евреите, ја кажал реченицата, па кој денес се сеќава на геноцидот врз арменците? Се сеќаваат и постојат во историјата и се прават филмови. Денешна Европа уште се сеќава. Они можат насилно во моментот, како што вели Лјупчо, административно да ја избришат Македонија. Меѓутоа како ќе ја избришат свеста на македонците? Меморија е тоа, еве тука да спроведат најбрутален терор. Како ќе спроведат брутален терор во Австралија, во Канада, во Швајцарија? Па, на крајот на криштата, мислам, не дај Боже да дојде до тоа, ќе создаваат држава македонците без територија. Самите луѓе ќе бидат држава. Мислам, не дај Боже да дојде до тоа, но не може да го спреча тоа. Има една, извини, само се надополнам, околу стварањето држава. Многу е важно, никој денеска не објаснува каква разорна бомба е референдумот. Ако се присетиме, за да можат албанците да мотивираат некаква идеја, кауза за борба за своји права, они не гласаа на референдумот. Не гласаат за уставот. Сето тоа го избегнаа, за да може да мотивираат сопствен народ да се бори за некакви права, бидејќи оваа држава не е окей. Северна Македонија за мене не е држава. Ја не се идентификувам, немам консензус, не давам консензус за Северна Македонија. А никој пат и не постоела сега. Јас никој пат нема да живеам во Република Северна Македонија. Не, ќе живееме. Мислам, ќе живееме. Мојот пасош е до 2020, не знам тоа до кога е. До 20. Значи до тога си имаме пасош Република Македонија. Овој договор е циркус, ова е проба. Ако ние сега попуштиме, ако ние гласаме на тој референдум, без разлика кој победил на референдумот, ти со чинот на искачање на гласање на тој референдум го признаваш прашањето, го признаваш обидот за убиство. Албанците не системски, значи позади нив Централ интелидженс и тие сите што ги кажавме глобалистиве, идиотиве, свињиве, они позади нив стојат и им ја даваат памета. Памета е таа, немој да гласате за референдум за самостојување на Македонија, немој да гласате за уставот, зошто? За да можете после легитимно пред меѓународната заедница да оспорите се што е моментално, за да можете да организирате организирана борба, учака и така натаму. Доколку македонецот го бойкотира референдумот, има свето право, индивидуално, колективно право да земе оружје во рака и да се бори за своите права у оваа наша Македонија. Бидејќи администрацијата сега, нели, мурот е кај нив, киднапирани сме, издадени сме, да не напаѓам пак опозиција. Печатот ја не му го дадов на Зоран Заев, народот македонски не му го даде печатот Република Македонија, тоа го даде опозицијата, денешна се сложи да биде опозиција. Неколку пати премиерот ни вели ни дава тапија за Република Северна Македонија. Прашувам, каква е таа тапија? Оние неговата логика мисли дека татко му ја препишал и сега може да ја дели 1 евро за грците, 1 евро за бугарите, он мисли дека е негова собственост. А за вицето? Видете. Вицето е овдека е со 3 евра. Ција е моќна структура. Ција е до толку моќна... Глобалистичка полиција. Да. Ција до некојаш е толку моќна што работи надвор од инструкциите на Белата куќа, односно американската политика. Значи, Ција создава, руши влади, прави војни, дила со хероин, со дроги, со се излезе тој најновиот филм за тој пилотот кој што работел за Ција, пренесол хероин. Мислам, Ција е многу моќна. Кога ќе земе во своји раце безлични суштества, како политичари, како оваа номенклатура, им дава, они мислат дека се семојтни во тој момент, пошто Ција им ствара таква атмосфера. Одлично огледало им прави тоа. Да, им ствара таква атмосфера. Искривено огледалото за себе. И во моментот кога ќе ја завршат работата, тие завршуваат како Садам Хусеин. Така е. Јас дури им немам докази, меѓутоа мислам дека и Милошевиќ, пошто се појавува на политичката сцена во Југославија доаѓајќи од Америка, мислам, тоа е само мислење дека и оние
обликуван за да го действува. Но сите завршуваат како што завршуваат јужноамериканските диктатори. Што не мисли Заев дека ќе го спасат за навек, дека ќе го чуваат вечно. Не, кога им ја заврши работата, цак, така функционира ЦИА. Откако ќе ми ја заврши работата, што за нас е погубно, ја мислам денесон почна да ја завршува работава во собранието, кога ги убеди едно мнозинство да гласаат, мислам 69 или не знам колку, за промена на уставното име на Република Македонија. Чекај, таму, во да. сите тие, нека ми прости Господ, него само еден човек со меѓу нив со сите атрибути што му припаѓаат на човек. Другиве се нешто, знаеш како викаат животните имаат душа, ама немаат све. Филозофот што не се појави. Ферит Мухидж јавно си каже. Животните имаат душа, значи Бог им дал душа, ама не им дал свест. Емоција има свест. На луѓето им дал душа и свест. Сега, ако животните се суштества со душа без свест, постојат човечки или човеколики суштества што имаат само свест. Да. Немаат душа. Сега вака. Следува референдум, следуваат уставни промени и на крајот ја снемува Македонија, ги снемува македонците, не само нашите од Беломорска Македонија, туку и нас овде, што е целта на овој договор геноциден. Но ај вака да видиме. Човекот кој денес збореше дека мора да се смениме, да го смениме името, кој вчера на само вистина, не знам ја што збореше, така брзо збореше, така гестикулираше, така шеташе очите, не убедуваше дека мора ова да се случи. Дали сакате да чуеме и видиме една снимка кој пред известно време во нешто друго не убедуваше? Ја молам режијата да пушти снимката од изјавата на Зоран Заев. Дека дишам. Додека го дишам овој македонски воздух и додека ме држи памет дека мојот дедо, мојот татко, сите мои предци, јас, мојот син и ќерка сме македонци, родени овде во Македонија. Тоа не може да се случи. И не само тоа, верувам дека не постои роден човек во Македонија подготвен да излезе пред парламент и да бара промена на устав заради промена на уставното име. Драги гледачи, чувме и видовме еден Заев од предизвестно време, а денеска во собранието сосема друго. Јас сакам да цитирам поети, извини. Пред да ви дадам збор, ве молам, јас сум татко на 5 деца, родител. Какво мешање, јас сум граѓански активист, аналитичар, еве сега се обидувам и емисии да правам. Зошто да се ги мешам децата? Зошто да се повикам на таткото на дедо ми, а згора на тоа и да не бидам доследен да обстојам на тоа? Па ве молам сега, морате конкретни коментари да ми дадете. На кој Заев да му веруваме? На овој што рече дека диши нема да го смени името и уставот на Република Македонија и уставното име, или на овој кој денеска не убеди у сосема друго? Повели Палчо. Вака, мислам, Заев е шибицар, нели, ја стално тоа го употребувам, а тоа е где е лоптица, нели, ја крие топката, он крие закони, законски решенија, крие договори и така натаму, а е многу вешт во лажењето, така да и они те прашуваат где е лоптица, ти треба да се пари и така. Затоа е он шибицар. Значи, Зоран Заев едно неуко дете, политички тотално неписмено, он работи по by the book, му напишеле сценарио, он иде, раскажува некакви среден бизнисмен кој релативно млад направил пари, почнал у фетиши разноразни да ужива, вози мотор и така натаму. И импресиониран од Дейвид Стивенсон дека е многу паметен, таа будала треба сега да замине деноиве од Република Македонија. И тоа е едно ЦИА употребила социјален шок му има направено. И замислите едно дете родено од Муртино, црпнато од ниво, го носат у Ленгли, он тамо паѓа у несвест. Тоа е цивилизацијски шок. И он се уште живее во тоа искривено гледало, дека е многу битен, црпнат од нива и така натаму, дека прави некаква историска. Прашањето на кој он, ако гледа, ако му јава, тој е кретенивот кај Роберт Поповски, ако случајно му дадат клипинг, прашањето е какво е неговото решение доколку 10.000 македонци од разни причини дојдат до консензус да си направат собствена Република Македонија на македонскиот народ, или не дај Боже некој од градоначалниците исто така добие напад на национална свест и одлучат да си прогласат собствена Република Македонија без насилни методи,
Една општина во Република Македонија станува Република Македонија, немаат аспирации да убива да прават етнички чистења, него едноставно во неговата од тапија направена нова Република Македонија, какви да е крсти, ќе си ги побараат своите права, ќе си прогласат сувереност на одредена територија, како македонски народ кој останал запишан од претходно во Обединените нации. Ние не сме паднати од Марс, него бараме стекнати права по повелби на Обединените нации, каде сме запишани како Република Македонија. Значи, стеченото мое право од мајка, од дедо, не можеш да го избришеш со ниту една Могерини, Хан. Многу е глупав, морам да бидам брутален. Значи, детето е многу глупаво. Проблемот не може да го разбере, многу едноставен. Не можеш да избришеш меморијата, бидејќи македонецот, освен генос, постои себе идентификација со македонизмот, со јазикот, со припадноста. Тоа е моето индивидуално право. Не можеш ти со твој акт и договор со Ципрас да ми го одземеш, тоа нема шанси да го направи. Може би еве после 3 години од болка, од страф, од шо и да е, 10.000 македонци ќе им пукне филм, што би рекла Рада, нели под психоза сме. Мислам, нема толку да чекаме. Па знам дека нема, они се види. Само еве да поентирам да не ви го зијам времето. Гумените куршуми од неделата. Преку 100 топовски удари. Преку не знам колку беа солзавци и онаа паника на единицата за брзо распоредување е резултат на неочекуваната македонска свест, македонска емоција, не по бројка на луѓе, туку по емоција која се ствара, се акумулира. Македонската синергија... Енергија претворена во синергија. Така, синергијата, тамо има синергија не само на број, на количина. Почна да се ствара синергија. Пример, ја и Русјаков, што имаме заедничко? Јас сум израснат у СДС, он надвор од СДС. Ние вечерва имаме исти идеали, имаме иста болка. Да, синергија има така што се таа синергија, ова селанче од Муртино, тој не ја ни чувствува, не ја гледа. Тоа е проблемот. И затоа они се исплашени од она што се случува пред парламентот. Не ради тоа што е голема војска. Во недостаток на аргументи, дури Радмила Кошкрет, она не може да не ја чувствува. И она затоа вика психоза ето. Да бе македонска психоза која може да стане многу сериозна и политичка закана по овој систем на Бели. Да. Па нека не заборават, не е така оддавна една македонска психоза пукна во Прилепи Куманово и тргна во ослободителна сега. Така е. Успеа. Така ја е. лично нема никој да земам оружје да ги тепам затоа што заради своји принципи и физички и духовни. Креативноста, инвентивноста. Јас како па си ги партизани не све кунг-фу. Не, како да им објаснам дека има луѓе кои што она што се случи како се вика завчера пред 3 дена. Да, во неделата дека не е ни 1/10 колку има гневни луѓе. Има толку гневни луѓе кои што не одат, тоа го пишуваат по социјални мрежи, не одат на протести само затоа што се биле миролюбиви протестите. Значи има толку многу гневни луѓе. И тие луѓе неделата е голем ден. Да, и тие не можат луѓе да ги пофатат, тие не се као мене или као Палча седиме и јавно збориме, тие ќутат и во себе фрустрација се набива голема. Тие се најстрашни. Гнев има многу. Значи не ја ослободија Македонија писатели и ако тие беа помошта, ја ослободија на луѓе на кои што им паднат црно ноќ. Никој не види у неделата ВМРО се одвои од ДПМН. У неделата. Луѓе кои немаат членски книжки, а се националисти или патриоти, беа пред парламентот. Додека функционери се шетаат дента по широк сокак. И уште една паника ги фаќа. Пази, на роден ден на ВМРО. Уште една паника ги фаќа. фаќа. Тоа е голема срамота. Уште една причина има за паниката. Се повеќе млади луѓе. Така е. Има што се бесни. Да, од февруари наваму. Млад човек као млад човек му верува на Заев дека живот ќе им донесе. Му верува кога викаше нема да има тиранска платформа, му верува кога има, му викаше дека не го познаваат, не се бават со политика. А и он не стигна сите да ги корумпира. И се многу вети. Млади луѓе што го гласа и си кажат па дечко не те гласавме за ова. Преска нешто околу поетите сакаш да ни кажеш, поезијата за мене е нешто највозвишено, благородно кој го племенува и човекот и светот. Неблагородна поезија, сега ги цитирам стиховите во однос на изјавата. Изгубен во времето, си го барам семето, одејќи по жица. Тоа се хаикуто на Заев, тоа е поезија на Заев. Се си кажа уште тогаш. Изгубен во времето, си го бара семето, не знае што е, дали е македонец, северно македонец, дете шо е,
одејќи по жица. Така е. Од двете страни кога се оди по жица е амбис. Од една страна му е македонскиот амбис, од другата страна му е цијашкиот амбис. Пре јас како брат по Христа ќе го гушнам и ќе му простам све ако се покае, отколку овие цијашиве кои што кога им заврши работа ќе го бројка. Да. Сам ја ни сега не го мразам него, ама да бидам без произведува, гнев, те понижува, те навредува. Ајде одиме на реклами, ми сугерираат од режијата. 14.500, значи подписниците на она јавно обраќање предводени од Ванковска, почитуваната професорка, денеска се обратија на македонскиот народ, кажаа дека и понатаму стојат на браникот на одбрана на името, јазикот, културата, традицијата и се што е македонско. Кажаа дека се на страната на председателот Ѓорги Иванов и дадоа апел за сеопшто обединување на македонските граѓани, поточно на македонскиот народ. Не можам тоа да не го истакнам и денес сум информира дека на еден состанок е направено обединување на 50-тина невладини организации, граѓански здруженија, формални и неформални акции и активности, формални и неформални група граѓани, предводени од СУМ, Сите за унитарна Македонија, кои се приклонуваат на идејата на господјата Ванковска, групата 200 или јас би рекол групата 14.500 македонци. А во овие 50-тина пак се, еве примери неколку ќе дадам. Македонска преродба. Луѓе кои пред собранието без малку година дена собираат подписи, изјави за делегитимирање на пратениците да не го направат ова што денеска го направија. Таа бројка е дојдена до 32.000. Петиција за зачување македонското име, бројката е дојдена до 26.000. Петиција до Обединетите нации, приговор, тужба за зачување на македонското име потпишена од 10.000 македонци од сите градови на Република Македонија. На ова ќе додадам активностите на диаспората од Австралија, Канада, Америка и Европа од февруари до денес, каде што се собраа над 250.000 луѓе да протестираат, да заштитат се што е македонско. Да ги спомнеме, јас велам снежниот митинг од 27 февруари, сончевиот од 4 март, оној последниот на невладините организации од 26 април, еве успешниот од над 10.000 на комитите и така натаму. Господа, би ве прашал, дали не е веќе ова критичната маса која полека деновиве се обединува и јас очекувам дека можеби и физички ќе се поиди до резиденцијата на председателот Ѓорги Иванов, да му се искаже и на тој начин доверба во тоа што тој го прави, а тоа е одбивањето да потпиши срамен договор каде што ние сме северно-македонци и Северна Македонија. Предпоставувам дека овие информации ги имавте делумно или целосно, ве молам дајте коментар на нив. Повели Палчо. Па тоа ме радува, затоа што долго време беа прво жестоко нападнати во првиот обид, кога се појави од професорката Ванковска првиот декларација и ова е добро што во клучен момент, повторно, значи не сме сами. Владее, Deep State во Република Македонија владее со внимателно одбрани, дебело платени интелектуалци и со минутажа, огромна минутажа на строго контролирани медиуми, а тоа е мнозинството медиуми. И во таква една состојба, добро е што се појавува една жестока и многу побројна и многу поквалитетна интелектуална групација која е толку неопходна на македонскиот народ кога е нападнат. Бидејќи сепак мислата, идејата, знаењето, искуството се неопходни оваа борба што следи. Ова е се, ја спомна таа нова енергија, таа е таа енергија на новиот македонизам 2018 година. Мора да напоменам и СДС и ВМРО долго време го злоупотребуваат македонизмот од Коневски па се до денеска во нивни политички цели, кампањи и така натаму. Меѓутоа сега стварно се раѓа дури партиите на Сол за Мојава се последица од оваа состојба. Значи ние не сме направиле
партии за да владееме, него ние ги направивме партиите затоа што нема друга партија која може да се спротивстави на ова. Ова е жесток проект и жесток инженеринг, каде што буквално овие 2.500 луѓе кои владеат со нас, тоа е све isпрофилирано на времето, избрано и поставено. Шарената револуција не постоеше додека не се вклучи овој проект. Едно е ти да имаш некакви револуционери кои тлеат како Бобинкова, нели, година дена еден дека во шаторите, туку овој проект створи револуција. Не револуцијата направила проект па зела власт. Обратно е. И јас сум оптимист, секој е лошо за добро е. Тврдам. Ние конечно, јас по 6-ти пат се заљубив у мојава држава, у мојава Македонија, бидејќи ја видов дека ќе изгубам. Никој пат доста љубов. Не, знаеш, стравот го гледаш ти тече низ раце ко песок, готово. Ти мора да реагираш. И ја немаш. Јаков, морам да искористам твоето присуство и да те прашам, бидејќи си член на Македонски манифест. Македонски манифест отиди чекор понатаму, донесе на една трибина се дебатираше за македонската платформа. Дали мислиш дека ќе успее тоа и кое е твоето мислење, бидејќи таа е обединувачка и оттаму почне и еве го повикот на Ванковска и сите се обединуваат. Збор да ни кажеш. Дали ќе успее? Не знам дали ќе успее. Јас молам Бога да успее и се надевам дека македонците ќе најдат доволно сила во себе, че оние македонци кои што искрено ја сакаат Македонија и не се плашат, тие веќе се тука, ги имаме. Зборувам сега за оние македонци кои што ја сакаат Македонија, но навлегле во конформизам. Тој конформизам помеѓу што ке нели семејството, платата, парите, до што можам јас да сторам, дека треба да ги расчистат еднаш за секогаш да научат, да го научат она што го знаат французите кои што имаат Франција, што го знаат германците кои имаат Германија, што го знаат американците кои имаат Америка, дека не е државата Груевски, Заев, Мицковски или Deep State или ова, дека они се државата. Така е. Овие се структури. Овие се структури кои што денес може да ги има, утре може како Париз да ги фрлаат по контейнери и да ги нешко ќе им пукне на французите филм затоа што им смалиле, им качиле еден, не знам, €1. Нешто им излегуваат и го палат Париз. И тогаш не искача полицијата да вика народот ме нападна, таму искачаат парижани го палат Париз. Значи палат полицајци, дуќани, тоа е демократија. Ова овде е диктатура сега. Сега, се надевам дека македонците, оние што се исплашените, оние што се конформисти, а ја сакаат Македонија, но влегле во конформизам, ќе си речат дека не е се едно дали живеат сега во Македонија, а утре во Северна Македонија, па што е битно дали сум ја... Кога ќе направат еднаш експеримент, ова е идентитетот е лична, значи душевна, идентитетска приказна, тоа не е материјална приказна. Неприкосновено право на секој. Ако ти го земе тоа, онутре тебе може да те користи и за други работи, експерименти да прави. Штом, не знам, Русијаков прифатил за €500 плата да му се менува идентитет, па за €500 ќе прифати да му вршам тестови на неговите деца за нови апчиња. Па ќе му ја направам државата да му биде бегалски камп. Па не знам, ќе проверам кај да видам 10.000 мажи и жени од овој експеримент, да видиме да ги кастрираме. Па да им смениме. Значи, се е легитимно после ова. Така да. И ќе го потребат и Босна, сегде ќе го. Дема да ми замерите на мал засврт. Палчо, дали сите ги заборавија? Дали Дурловски е терорист? Ма каки. Никој не ги заборави. Никој не е од нив терорист. Само Горан го заборавивме. Горан Ангелов, се уште е во за сите е шутка. Добро, има доблес притисок имаше од јавност и така натаму, меѓутоа тоа е далеко тероризам каков тероризам. Наодговорно тврдам тоа е политички инженеринг каде што луѓето беа злоупотребени, цело едно движење злоупотребено. А Владо Јаневски? Владо Јаневски е така, многу сериозен терорист. Срамота е да се срамота е кај нас, пошто ние сме окупирана држава, не стигаат информации, ни светот ни се смеја по медиумите. Мислам дека не пишува по медиумите дека врвни уметници. Ама од друга страна, знаеш колку глумци беа сретни што Владо е у затвор, дека пази, они си мислат дека ќе може да му ги облечат чевлите на сцена. А ако му ги облечеш чевлите на Владо, не станеш Владо. Или ако ги облечеш чевлите на Дурловски, не стануваш Дурловски, или ако ги облечеш чевлите на Дамовски, не станеш Дамовски. Ама овие што се како да ги наречам, овие што никогаш нема да бидат истински уметници, овие што налик сакаат да бидат уметници, они беа сретни. Инаку
Тоа е чисто политички, полициски монтиран процес, нарачан од исто место, дел со цел да се извади од памет луѓето. Е сега ако може Владо, шо па ја ќе направам. Тоа е. Се извинувам за лапсусот, Владо Јовановски. Па сега да ве потсетам на нешто што тој 13 септември, пред да се случи хаваријата сеопшта на Македонија, на уметноста, на културата и на политичарите, на 13 септември 2017 година, што кажа? Многу интересно. Глеј, татковината прета во пепелта, како заклана кокошка. Главата на една страна, телото на друга. Главата око корена со широко затворени очи, го гледа телото во кое се уште има живот, како се обидува да се исправи, да застане на здрави нозе и да продолжи да живее. А водата во котелот се повеќе се загрева. Ке биде убава во наводници гозба. На тие кои ќе се гоштеваат на здравје нека им е. Господа, во Преспа, дали знаете кој се гоштеваше? Палчо, повели. Да, двајца класични неолиберални, окторирано поставени премиери на две соседни држави. Тоа не се народни политичари, тоа не се избрани политичари, тоа се поставени. И двајцата се собственост на Џорџ Сорос. Нашиот најбаран актер бил и визионер. А сега, да не речам Чмаево домашен притвор. Сега е терорист. Мораме да се бориме за нивните човекови права. Човекот денови ќе изгуби службата, бидејќи повеќе од 6 месеца знаеме дека ќе изгуби работниот однос и мораме да го дигнеме гласот и ја користам ова емисија да им проработи свеста и на обвинителите, и на судиите, и на полицајците да го повлечат срамното обвинение за тероризам. Добро, а дали Бетмен е терорист? Ама секи ги редиш вака еден по еден сет. Па никој не е терорист, каков терорист. Па нема последица. А режисерот? Креативецот? Терористот? Авторот на едно. Добро, ама терористичкиот чин нешто прави, пука, прави, убива, руши и така натаму. Овде не знам што, прво нема материјална штета, тамо смешно е тоа. Нели тероризам има во собранието се случува. Да, ама тоа е после. Државниот удар. Тоа е тероризмот. Тоа е тероризм. Тоа е државен тероризм. Тоа е тероризм. Па да, државата изведе терористички чин врз законите и уставниот поредок. Политиката. Да. 50-100 политичари со тефтерче, меѓутоа нема кој да ги санкционира, бидејќи суспендирана е целата политика, направен е еден гешефт, све е симулација. Значи имаш симулација на критика, симулација на имплементација, симулација на објаснување, Зоран Заев како тоа го објаснува, Тапија, така натаму. Добро, не мислиш ли дека секој македонски Салиери има свој, секој македонски Моцарт има свој Салиери? Еве, председателот ја брани Македонија, го брани името, овие што на грците за грците го свитка работот. Немој само те морам да ги нарекуваш Салиери, ја кога Салиери бил композитор. Да, ама ја знаеме неговата улога кон Моцарт. Квислинг. Ајде секој македонски Декарт го има својот Ветиус, кој го негираше Декарт. Председателот Иванов во овој момент е политичар кој е сам, значи нема политичка партија, нема никаква, ги има само гласачите кои му дале доверба на непосредно гласање. Во моментов нема никаква ниту медиумска, ретко, многу малце, некој портал ке чуеш добар збор за председателот, а он само ги штити законските обврски што му се дадени како председател. Има интегритет, мене ме збуни, јас политички не се согласувам со него, меѓутоа го почитувам неговиот политички интегритет, бидејќи во овој момент го има само он, друг нема. Да. Инаку, да знаеш, на интернет сменета е состојбата, го бранат се поголем број и се поголем број луѓе и се на негова страна. Мислев на портали, портали. Порталите се платени, знаеш, имаат газди, имаат системе тоа. А иначе на Facebook, бидејќи ова емисија е атипична, има своји рубрики, ја молам режијата ако може да објави сликата на денот или како што велам ја македонски момент во времето. Да. Не знам дали приметувате, ова е насловната од Нова Македонија и дел од акцијата, тоест кампањата Јас сум македонец, јас сум македонка,
ние сме македонци, ние сме Македонија. Ова случајно е настаната на една работна, денес е сликана на работна маса, кога правивме припреми за оваа маса. Случајно се намисли вака работата и рековме да сликаме, бидејќи единствено Нова Македонија како дневен печат објавува стручни анализи, објавува експерти кои говорат од правен аспект, од политички, од социолошки, од политиколошки, своји стручни експертизи за Уставот, за името Република Македонија, за идентитетот и за културата. Ги анализирав последните 15 броја, ниту еден ден не се случило да нема на насловна страна наслов посветен за Република Македонија, за името и за идентитетот. Браво. Не можев да најдам такво нешто кај Слободниот печат, финансиран од српски капитал, независен печат, финансиран од грчки капитал. Имаме ли коментар за тоа? Па не, нема да биде тоа коментар, констатација ќе биде. Медиумите се масакрирани и во квалитетен смисла, во делот на квалитет, не само ко мал број на два печатени медиуми, него и квалитет немаат. Едноставно новинарите се држат на лажиче, на мала плата и така натаму. Рекламите комплет ги контролираат. Маркетиншкиот колач е комплетно исконтролиран. USAID го работи тоа што го работи. А го напаѓа ВМРО за тоа? Па да, ама сега USAID го финансира Сител за да биде овака интересен. Го финансира само вистина за да биде онака како е. Да. Алек, што би кажал ти нова тема? Немам коментар на тема, затоа што веќе кажав дека кога е диктатура, све е под контрола. Многу ми се смешни оние фейсбук активисти, оние, ја што ја нарекувам интелектуалната бижутерија, која што се пали на текстовите на Фрчковски, на Тричковски. За нив имаме специјална емисија. Она интелектуална бижутерија, ние не ги ни перцепирам. Она интелектуална бижутерија што се смета за скопска авангарда. Тоа се исто тој тип на луѓе, човечки суштества само со свест, без душа, ама и таа свест окупирана. Чи до вчера они се вознесуваат како скопска авангарда, они се андерграунд, они се обична наследници на црвена буржуазија, едни размазени суштества што немаат став, што чекаат да видат кој како ќе напише друг. Битно им е само пари, битно и се. И сега истите тие до вчера. Поминале во режисери, филмови ќе снимаат. Истите тие вчера, кои што плука по Сител и по Канал 5, сега ги сакаат. Само таму се сменил, нели, кеш од друга страна доаѓа и си тера. Иначе филозофијата им е иста. Ако беа праведни, значи има меѓу тие, се да не грешам душа, многу од тие што беа и рушеа режим, не знам што, сега гледаат што се случува, искачаат јавно и но овие никогаш нема се сменат, вечно ќе остат полни злорадост, полни хистерија и неспособни, ништо не направиле у животот. Значи све што имаат од мама и од тато остаено, стан, куќа, работа, наследено све, и ништо немаат и они се најпаметни на фејсбук. Тама тие создаваат нови телевизии и креираат медиум јавно мислење. Секвенца, прво Фрчко. Ние живееме исто мало. Не за Фрчко, за тие што тие за мене се интелектуална бижутерија, тие што го читаат Фрчко е смеурија жива, мислам, човекот се знаеме од комунизам. Он беше една бубалица која не искачаше, не се дружеше со нас и додуше и постаре баи. Со Игорче Спирковски. Генерација бие. Игорче Спирковски што беше нели уставен суд со Хаджи Пулја, Минас Бакалчев. Они беа бубалици кои искачаа саат време од дома измеѓу две бубења. И ние се смеевме со нив. Потоа УДБА, тоест Хотел Југославија, легендарниот Камбовски, од Фрчковски направи политичар. Ова што го збора може да го потврди и Зоран Верушевски, дека се биле цимери 6 месеци у Хотел Југославија, заедно се 90-тите години произведени, едниот во полицаец, другиот во министер без ресор во владата на Кјусев. Значи, не е тоа комунјарска аристократија, тоа е пандурија. Мала корекција само. Пандурија. Структура и пандурија. Малам по оваа лажна авангарда скопска. Овие сега Боко и компанија, добро, тие се циркузијада. И Сашо, тие се пешадија. Уште една рубрика која ќе ви изненади, ама претходно прашање. Ќе ни кажеш ли која е последна книга што си ја прочитал? Последна книга? Да. Последна книга што сум читал е
од Втора светска војна, битки читам и учам. Черчил? Не. Не? Не. Тенковски борби во Стратегија се спремаш? Да. Добро, тој е добар политичар, Не, ќе сега биде се почнав да надевам. ги- Прво Не, бе, сега стратегијата, почнав да ако ги научиш, читам. ќе бидеш добар политичар. Не, сега тоа почнав да ги читам, затоа што станува актуелна Русија, станува актуелна состојбава во која ние буквално немаме сојузник, сами сме, и во такви моменти ти почнуваш да учиш. Да кажеме, го гледаш Рогозин, разговара тамо за воен комплекс, воена индустрија. Беше актуелно пред неколку месеци промоција на нова технологија и јас едноставно бев испровоциран, чекај да видам што е Русија, бидејќи стварно не ја познавам Русија. Да. Мислам, за мене Русија е нешто непознато. Не можев да разберам, нели сите дискутираме, русите погинале 50 милиони, овие погинале само 2 милиони и во вакво кризно време, кога буквално имаш дупки во знаењето, што се случува, јас морам да видам што е тоа Русија. Ја учам Русија, бе, не ја знам. Браво. Ја одавна учам, голема е, тешка е за учење, ма ќе ја научиме. Алек, докаде сме со темни мугри? Ќе ни кажеш? Не, до нигде не сме напишана сијата. Ја не пишувам за издавање. Да, добро. Прашувам докаде сме? Не, напишана е. Таа ми е завршена Так. приказна, не размислуваме ќе за нејзе. Таа е напишана. Ке- Некој пат ако дојде до објавување, ќе дојде. Да. Ке бидеш фер да ни кажеш мотивот, насловот на збирката да го наречеш? Не, тоа е точно, темни не само мугри? што е се е поврзано, значи ситуацијата е речиси иста. Фашистичката окупација на Македонија 41-45, фашистичката окупација на Македонија 2006. Инспирација, тие Втора светска војна, 20. Да. Тоа е. Да. Мене тоа ми дојде Бели сега. мугри, темни мугри. Колку песни има во белите мугри, толку песни има во темните мугри. Значи баш е направена со оригинални, нели, мои песни, но е направена една 70 години покасно, иста работа, може ќе завршам и како Рацин. Не, во никој случај. Тоа е за Да се луѓе. надеваме дека ќе ја издадеш. Иначе, кај книгите, Да. денеска беше гостин на третата партија, бивш министер 2015, португалец Бруно. Да, повеле. Иначе тој е сега почнав да ја читам таа книга во подготовка за состанок со него. Иначе не сум ја прочитал книгата. Раѓањето на Евроазија. Тој е португалец, министер за европски прашања во владата на Португалија до 2015 година. Голема тема загатнуваш, тоа е 100 пати поголема асоциација од европските асоциации, но цела една емисија ќе посветиме на тоа. Мислам Господа, да знаеш. практикуваме Да си на нашите гости од Матица да подариме по една книга. За Алек од Блаже Миневски, Љубовникот на Ленин. Ја го сакам Блаже Миневски. Повели. Имам читано. Не го знаев тоа. Блаже Миневски има прекрасен роман што се вика ми се блокира мозокот се. Не овој што му беше за Драган Богдановски, него претходно има приказна за третиот, прекрасен роман. да. И таа е Втора светска војна, малку. Така? Да. Па состојбава е таква. Ќе ја набавиме и неизе. Состојбава е таква. Во Матица се прекрасни, ги тераме македонците да читат повеќе, а за Палчо од Паскал Гилески, од почитуваниот Гилески, во потрага по загубениот син. Повелете, се надевам ќе уживате во читањето. Пред да завршам, ме замолија 50-тина организации кои денес се здружија, се обединија на апелот на Ванковска, заедно со нејзината група, да ја најавам кампањата Ние сме македонци. И бидејќи не сме спремни телопи од режијата, јас ја молам режијата да покаже отприлика како ќе изгледа визуелно. Значи, ние сме македонци. Јас сум македонка. Ние сме Македонија. И јас сум македонец. Ме уверуваат тие неуморни македонци бранители на името и на идентитетот, дека ова ќе биде, можеби, најголемата кампања за одбрана на името, идентитетот Република Македонија и уставното име Република Македонија, и дека ќе имаме безброј клипчиња на интернет и по телевизиите со овој слоган и со сите македонци што ќе успеат да ги сликат. Почитувани гледачи,
Ова беше Осило, втора емисија и морам да ви кажам дека овие две емисии беа експериментални и пробни. Од следната недела одиме тематски и најавуваме слоганот на Осило, а тоа е на зол трн зла копачка. Од Димитар Миладинов, тоа е крилатицата, слоганот на македонската преродба од 150 години. А тоа е обид за разгадка на македонскиот молк, или зошто боли и кога не боли. Со тоа сакаме да кажеме, тие што не напаѓаат со зол трн, ние македонците мораме еднаш да одговориме со зла копачка. Па дали тоа била копачка во земја што копа од тоа време или фудбалска копачка која сега го имаме светското првенство во фудбал, ќе видиме. Да, ќе видиме. Инаку, гледајте не, верувајте ми, ќе има емисии за атентатот на председателот Киро Глигоров и зошто не е расветлен. Зошто Фрчковски до ден денес не објаснува 14 дена зошто молчеше. Ки има емисија за расветлување на аферата ТАТ. Ки има емисии за грабежот на државниот и општествениот капитал во Република Македонија период 94-98 година. Ки има емисија за ТАТ аферата, ки има емисии за среќата на Трајковски авионска, зошто Македонија не сака да ги чуе причините како тој загина, ки има емисии за 2001 година кога гинеа македонци, зошто не е обедолденето, белата книга од полицијата ќе ја објавиме, ќе ја покажеме, и ки има емисија зошто ни се случи 2001 година и зошто ние сме експеримент во Европа и во светот. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и благодарам на ТВ Нова, бидејќи јас сум надворешен проект и се надевам дека емисијата Осило и понатаму ќе ја гледате и ќе ви биде интересна. Ви благодарам уште еднаш на вас, почитувани гледачи, ви благодарам на вас. Моите соговорници, ја уживав, се релаксирам со ова. Ќе ви викам сигурно и друг пат и довидување до следната среда.